Власта за едни мајка, за други маќеа. Вработените во службата за заеднички работи на клинички, кои секојдневно се на првата борбена линија со ковид пандемијата, останаа заборавени од властите. Ковид наградата од 30.000 денари нема да ја добијат. Зошто? Никој не знае. Слободан Јаневски, кој работниот век го поминал како возач во службата, за Алфа раскажува за тоа дека по десетици пациенти позитивни на коронавирус во денот поминуваат низ неговите раце, а за возврат од власта добиле само игнорантски однос. Сега е теретот све на нас. Учествуваме. Унесување, возило, изнесување, до рентген помагам на болничарот, пошто сам не може да го однесе таму, го префрламе таму за снимање. У све учествуваме, а одговор немаме добиено зашто не ни следува кога сме ние исто. И не само со еден пациент, дневно може да имаме 5, 6 и 7 пациенти, да не денеска да немам време леп да јадам. Јаневски вели ова не е прв пат да не бидат наградени. Во оваа служба ние сме 6 само за ковид пациенти и еден имаме за кислород боците што ги носи. Сега дали и то исто во еден случај со боците ке пациентите, дивље населје како се викаше таму. Исто ми ја дежуравме и ноќе и дење. Ми ја ги носе на редите. Рекоа дека сите што учествувале ќе бидат наградени и тога не беа наградени. Која е причината, како е, зашто е? Не знам. Дека пари нема и нема да има за вработените во службата за заеднички работи, потврди за Алфа и директорката Дардишта. Таа вели дека досега допис за исплата од Фондот за здравство нема добиено. Од Министерството за здравство беа децидни дека париче на доместок ќе има само за медицинските сестри и доктори. Нашите вработени на вистина работат на прв фронт со ковид пациенти и сакам да ги добијат тие 30.000 денари. Но нема начин, хендикепирани сме. Не сме добиле таков допис од Фондот за здравство за исплата на овие парични средства. Дека власта има двојни аршини реагираа неодамна иматичните лекари, кои исто така нема да добијат ковид парична награда, иако се првите на кои им се обраќаат ковид позитивни пациенти. Инаку според последната најава на министерот за здравство, пред новогодишна еднократна парична помош од по 30.000 денари треба да добијат околу 7.600 здравствени работници од ковид центрите.